Јонче Христовски. Јонче Христовски се родил во Битола 1931 година, а починал во Скопје на 15 април 2000. Тој бил истакнат македонски пејач, текстописец и композитор на песни во народен дух, исклучително популарен естраден уметник кој славата на македонскиот мелос ја пренесувал низ целиот свет. Создал сопствен стил, препознатлив и комуникативен со публиката. Најзапаметени меѓу народот ќе останат неговите сценски настапи со фрлање на палтото на земја, бакнување на земјата и боемскиот, мераклиски начин на живот отсликан во неговите изведби на песните. Неговите песни изобилуваат со изворен македонски народен звук и ритмика и силен македонски патриотски дух на љубов кон Македонија, но и кон животот, песната и љубовта. Се прославил со својата песна Македонско девојче, издадена во 1964 година, чии препеани верзии се појавиле на англиски, германски, дански, италијански, руски, српски, француски и шпански. Впечатливи му биле и изведбите на песните Живот е мој, Ај засвирете ми чалгии, Запеј песна македонска и многу други во извонредно богатиот репертоар. Како најзапаметени и највпечатливи негови песни, кои се до денес се своевидни химни меѓу македонскиот народ, со огромна популарност се песните Едно име имаме, Ако умрам или загинам, Ој Вардаре македонски, И ние сме деца на Македонија, Мој роден крај, Куќа имам на Пелистар и многу други. Член бил на ансамблот Танец, како пејач и играорец, каде како кореограф изработил и создал кореографии за неколку ора, меѓу кои и Калајџиско Торо. Како одговорен за народната музика во телевизија Скопје, ја иницирал серијата Распеани градови во 1974 година, кој е еден од најзначајните проекти на телевизија Скопје. Јонче Христовски бил женет и татко на 2 ќерки. Неговата сопруга трагично го загубила животот во катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година. И токму на неа и за љубовта кон неа, Јонче Христовски ја посветил и напишал една од своите најпознати песни Живот е мој. Во 2002 година во Скопје е основан ансамбл за народни песни и игри кој го носи неговото име, а Македонското културно-уметничко друштво со негово име постои и во Германија.